Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва имаме одлично интервју со министерот за одбрана на Република Србија, господинот Александар Вулин. Плюс тоа, ова интервју ќе биде гарнирано со делови од мојот настап или дебата што имав пред 2 недели, односно пред 10 дена на телевизија Пинк. Темата ќе биде дали ќе има војна помеѓу србите и албанците, како таа војна или тие разврски ќе се рефлектират на Балканскиот полуостров, што треба да прави Република Македонија или што да очекува Република Македонија при евентуалните идни балкански разврски. 57 минути одлична емисија, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Пред еден месец министерот за одбрана Александар Вулин вели: Скопје е центар за разузнавачки активности против Србија. Значи, едно е тоа да го напишат медиумите во Србија, второ да го каже министер за одбрана. Кога министер за одбрана на соседна држава ќе каже дека во Скопје, која е соседна држава на Србија, е центарот за разузнавачки активности против Србија, тоа има тежина. Нема реакција, министре. Нема реакција. Па, нажалост, ја jesam u pravu. Nisam ja srećan zbog toga. Ali mi smo to već vidjeli. Skoplje sada izgleda kao Budimpešta 2000. godine, kada se tamo okupljalo i razni ljudi i razne obaveštajne službe koje su imale zadatak da od Srbije naprave loše mesto za život. Imate informacije? Pa, imate razузнавачke informacije? Mogu da kažem da smo prilično upoznati sa svime što se dešava u našem okruženju i da ne možemo da budemo previše srećni kada vidimo da se u Skoplju vrlo često sastaju ljudi koji ne misle dobro Srbiji. Mislim da je dovoljno. Dobro, mislim, има ли одредени разузнавачки странски служби кои преку Скопје делуваат за дестабилизација на Србија? Бидејќи ако спомнеме еден или две имиња на луѓе кои биле блиски до власта во Белград, а сега не се, то нема таква политичка тежина или безбедносна тежина. Меѓутоа, ако се одредени други странски служби преку Скопје атакува за дестабилизација на Србија, тоа веќе има еден многу посериозно влијание. Pa znate kako, Skoplje se očigledno koristi kao prostor odakle vrlo često dolaze i napadi na Srbiju. Nismo srećni zbog toga. Makedonija trenutno predstavlja, neću da kažem, ali da vam kažem kako, Makedonija je trenutno prava Kazablanka u kojoj nemate, navedite mi jednu službu u svetu i sveta koja nije trenutno nešto u Makedoniji. To je pravi makedonski lonac. Međutim, kad pukne taj lonac, postaje se pitanje šta će definitivno ostati od Makedonije. Унгарски или маđarski gulaš? Може би остане. Tako je. Како ги дефинирате ви односите помеѓу Белград и Скопје? 27 април пред 2 години, индиректно Белград обвини дека стои позади државниот удар во Република Македонија. Еден од представниците на Министерството за надворешни работи, човек во амбасадата на Република Србија во Скопје, господин Дживалјевиќ, беше индиректно обвинен дека стои позади тоа што се случува во Република Македонија, тој црн 27 април. Повлечена амбасадата тогаш на Република Србија од Скопје, па е вратена. Меѓутоа, од тој 27 односите помеѓу Скопје и помеѓу Белград никогаш веќе не станува така добри како што биле претходно. Vidite, nama je u interesu da Makedonija bude stabilna. Mi želimo da Severna Makedonija bude stabilna, da bude sigurna, ne samo zato što tamo žive i Srbi, već zato što mi smatramo da je makedonski narod prijateljski narod. I uostalom, Srbiji u okruženju ne trebaju sukobi. Nama trebaju stabilne, uspešne države i mi ćemo biti stabilni i uspešni ukoliko je naše okruženje stabilno i uspešno. Zato mi nigde ne možemo da se obradujemo bilo kakvom nasilju. Да, меѓутоа, гледате, ова е некаде летото минатата година. Тоа излага во српските медиуми. Министерот за надворешни работи, Дачиш, поставува нови амбасадори. Тога се 3 имиња во оптек. Александар Ѓорѓевиќ, кој треба да биде амбасадор на Србија во Босна и Херцеговина, и тој е веќе амбасадор на Србија во Босна и Херцеговина. Тој е господинот Родич, кој треба да биде амбасадор на Србија во Австрија, и тој е веќе амбасадор на Србија во Австрија. И спомнато името на Раде Булатовиќ, тој е поранешен шеф на БИЕ, Безбедносна информативна агенција. Раде Булатовиќ се уште не е амбасадор на Србија во Република Македонија. Имате ли дипломатски отворени односи со Скопје, бидејќи ако од 3 амбасадори кои се спомнато и во Информер, спомнато и во Курир, спомнато и во сите медиуми, дури порталот Плюс Инфо во Република Македонија ја пренесува таа информација. Се уште Раде Булатовиќ не е амбасадор на Србија. Ja ne znam kako funkcioniše u Severnoj Makedoniji, ali kod nas novine nisu zvanične, znate, to nisu službeni glasnici. Dok ne izađe u službenom glasniku, nije zvanično. Двајца од тој список на тројца се веќе амбасадори. Тоа значи дека не било шпекулација, туку било брифинг во Министерството за надворешни работи. Dobro, znači, kod vas kad se pojavi nešto u novinama, to je tako. Го има ли Скопје одбиено Раде Булатовиќ
da bude ambasador na Srbije u Republiku Zašto bi bilo Makedoniju? ko šta, ja vas pitam, a kako vi znate da smo mi poslali Radeta Bulatovića u Skoplje? Na osnovu čega? Ne baš je demantirano, gospodine ministre. Jel vi čitate samo novine ili se pitate to? Ja mislim da Rade Bulatović je mnogo seriozan čovjek, poraničan šef na BIA, bezbednostne informativne agencije. Vi sve znate bolje, pa onda bez veze da pričate sa mnom. Što pričate sa mnom kad vi znate bolje od mene? Pa ja vam samo kažem da ne možete na osnovu novina da pravite politiku. Dakle, to morate pitati naše spoljne poslove. Nije to nešto što je posao Ministarstva odbrane. Ono što je sigurno, to je da mi hoćemo da imamo dobre odnose sa Makedonijom, sa Severnom Makedonijom. I da se trudimo da imamo dobre odnose sa Severnom Makedonijom. Zoran Zajev je 2010. godine dao onu nesrećnu izjavu da će jesti žive ljude, samo da dođe na vlast. Onda je već početkom 2011. godine otišao 3 nedelje na neki trening u Americi, onda se vratio i počeo da govori da će biti novi premijer SDSM, ovaj novi lider SDSM i novi premijer makedonske vlade. To je 2011. godine. On je postao premijer tek 2017. godine. I to nakon onog nesrećnog 27. aprila u Makedonskoj skupštini. I ko je bio indirektno obvinut da stoji iza 27. aprila? Republika Srbija. Je li vama bio proteran diplomat iz Skoplja? Je li srpska ambasada bila povučena iz Skoplja? Je li vi imate ambasadora u Skoplju? Gospodin Vučićević tačno zna šta ste vi pisali prošle godine. Prošle godine i Kurir, i Informer, sve dnevne liste u Srbiji su objavili da Dačić postavlja nove ambasadore. Bivši šefovi BIA idu u Skoplju, Sarajevo i Beč. Kad vi otvorite na sajtu Srpske ambasade u Sarajevo i Beč, vidite tamo da su gospodin Rodić i gospodin Đorđević već ambasadori. Samo Rade Bulatović nije ambasador u Republici Makedoniji. Da li Republika Makedonija nije dala agriman gospodina Radeta Bulatovića? Da li Srbija namerno prečutkuje da ne zaladi odnose sa Makedonijom? Da Srbija nije mogla da postavi svog ambasadora u Republici Makedoniji? To je bivši šef BIA, gospodin Radan Bulatović. Evo ja pitam gospodina Vučića. Ne znam te detalje. Evo, ovo je prošla godina. Evo, gospodin Dačić postavlja. I gospodin Rade Bulatović treba da dođe da bude ambasador u Skoplju. To je nezvanična informacija. Jeste, nezvanična. Međutim, gospodin Lazanski isto nije postao ambasador u Moskvi i Rusiji. Znači, vama se dešava nešto u diplomatiji i vi treba da odgovorite da li je to scenario i da li je to neki incident. Ako Rade Bulatović, koji je bivši šef BIA, sada bio u Skoplju, vi bi imali mnogo bolje informacije šta radi srpska opozicija, kako radi srpska opozicija u Skoplju, šta radi ovi savjetnici gospodina Zajeve, tako dalje, tako dalje. Znači, Makedonija popravlja odnose sa svim susedima. Sa Grčkom, sa Bugarskom, sa Albanijom, sa Kosovom, koji vi ne priznate kao državu. Jedino ne popravlja, odnosno pogoršava odnose sa Republikom Srbijom. Da li to znači da su u pravu bili onaj Hodžaj i Veselji koji su rekli da treba napraviti neku antisrpsku koaliciju u regionu, gde su pozvali Podgoricu i Skoplje u tu koaliciju? To je njihov takozvani Benelux. To je Adem Demači. Antisrpski Benelux. To je Adem Demači još nagovistio pre 7-8 godina. Dobro bi se navredili li ko Srbija ako Rade Bulatović, koji velite ne znajete, ono ako je teoretski bil kandidat za ambasador na Republika Srbije? To morate pitati spoljne poslove. Dakle, precizno spoljne poslove. Odmah da vam kažem, u Srbiji se ne vodi politika u novinama. Mi smo ozbiljna država. Kada vam nešto... Je li to izgovorio ministar Dačić? Nije. Dakle, da je to rekao ministar Dačić, ja bih mogao da komentarišem. A šta piše u novinama? Nemojte da komentarišem. To bi bilo vtor čovek, šef na BIA, da bude ambasador Republika Makedonija. Dakle, vama se mnogo dopada ideja da Rade Bulatović dođe u Skoplje. Ne. Ili vam se dopada ideja da bude odbijen u Skoplju? Dogovorite. Ne, samo prašam da li ima neki konflikt, da li ima problem. Pitate me već treći put, ja vam stalno govorim isti odgovor, ali vama se ne sviđa odgovor. Vi biste volili da kažem nešto drugo. Ne mogu da vam kažem ništa drugo. Ministar Dačić to nikada nije rekao. Ne možemo da špekulišemo na osnovu novina. Morate pitati ministar Dačića. Vi rekovte da Skopje je centar, od kada se obidu da se destabilizira Srbija. Ja sam rekao da Skoplje liči na Budimpeštu. Da. Iz 1999. i 2000. godine. I to je činjenica, nažalost. Tamo se nalazi vrlo često puno ljudi koji jako loše misle o Srbiji i loše rade o Srbiji. I dozvoljava se da razne obaveštene službe i sa tog prostora pokušaju da deluju destabilizujući na prostor Srbije. Da iznenadovali nemanje to reakcije od makedonska strana. Znajte, ko ministar za odbranu susedna država, kada je takva kvalifikacija, to može se tretira kao mišljenje u unutrašnje работи на друга соседна држава. Нема никаква реакција од Република Македонија. Дали според вас тоа значи дека Македонија прифаќа дека ова ваша констатација е точна или едноставно сака да ја игнорира за да не влезе во дополнителна конфронтација со Република Србија? Ja sam rekao šta se imao da kažemo, reakcija Skoplja je njihovo pravo i neću da komentarišem reakciju Skoplja. Dakle, sve što sam rekao je tako. Имате присуство на војници на официјалната армија на Република Албанија на територијата на Косово. Значи, официјални припадници на Република Албанија, на војската на Република Албанија, која е земја членка на НАТО
која е земја членка на НАТО, ви имате на територијата на Косово, кај што според резолуцијата 1244, освен припадници на КВОР и 999 војници од Република Србија, никој не треба да биде присутен. Ви имате таму. Штубара албанска војска на територија на Косово. Дали ви, па шалje nam poruku da je to teritorija Republike Albanije. Oni su formalno poništili granicu između Srbije i Albanije na području Kosova. Rekli su da će isto da urade sa granicom Makedonije i Albanije. Те ви праќаат, господине Дрецун, порака дека ако вие нешто направите на Северно Косово, нема да имате проблем само со армијата на Косово, туку со армијата на Република Албанија. Naravno, da će se oni tu pojaviti ili... Значи, вие со НАТО земји ги имате. Mi znamo sve to. Ali, Dobro, što se podgotuje da li na vi u Kosovo? Makedoniji znate da možete da imate posledice što podržavate takve aktivnosti Albanaca? Во моментот дека ние разговараме, припадници на армија на Република Албанија тренират на територија на Република Косово. Нема реакција на Совет за безбедност, нема реакција на Обединетите нации, нема реакција на КВОР. Според резолуција 1244, освен армија или припадници на војски на КВОР, не смее друга војска да има на територија на Косово, ќе ја направи војската или армијата на Република Косово. Меѓутоа сега припадници на армија на Република Албанија се на територија на Република Косово. Не постои граници помеѓу тие две држави. Како Србија ќе реагира? Бидејќи тоа е очигледна провокација, очигледно нешто се подготвува на територија на Косово, како Србија планира да реагира на таа провокација? Mi smo već reagovali na jedini mogući način. To nije dobrosusedska politika. To nije nešto što će biti dobro za razvoj naših odnosa između Tirane i Beograda. Mi smo se obratili već KFOR-u kao nekome ko je nadležan za taj prostor i dobili smo objašnjenje da oni to smatraju da je to zapravo priprema za takozvanu treću misiju, a to su dakle učešće u mirovnim operacijama, učešće u humanitarnim intervencijama, dakle ukoliko bi se desila neka humanitarna katastrofa. Naravno da je to objašnjenje koje nije tačno, koje u najmanju ruku ne drži vodu. Za nas to jeste velika provokacija, ali po rezoluciji 1244 mi ne možemo da uradimo ništa. Mi ne možemo da uđemo na prostor Kosova i Metohije da bismo rešavali drugačije probleme. Dakle, već smo tražili od KFOR-a da nam da zvanično objašnjenje. KFOR koji je jedini nadležan za prostor Kosova i Metohije, jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije, dao nam je objašnjenje, nije zadovoljavajuće, ali to je ono što mi možemo da uradimo u ovom trenutku. Имате изјава, велите, проект од Голема Албанија не е напуштен. Ne da nije napušten, projekat Velike Albanije je življi nego ikad. I to je nešto, i znate, ja to kada čujem od Albanaca, meni to nije ništa neobično, ja znam da je to tako i to jeste njihova veliko-albanska politika. Ali ono što mi je nejasno, to je zašto ćute sve one zemlje na čije teritorije će se praviti Velika Albanija. Neće se Velika Albanija praviti samo na teritoriji Srbije. Ona se pravi na teritoriji Severne Makedonije i na teritoriji Crne Gore. Ali interesantno je da rukovodstva ni Crne Gore ni Severne Makedonije nikada nisu rekli reč o tome. И делови на територија на Грција. I Grčke, naravno, ali ajde da pođemo od toga da Grčka se oglasila po tom pitanju i ona je jasna da je to za nju neprihvatljivo. Ali interesantno je da ove zemlje o kojima govorimo nikada nisu komentarisale to, nikada nisu rekle da su spremne da spreče formiranje Velike Albanije ili bar da je to neprihvatljivo za njih. Тоа Адем Демачи уште пред 10 години го најави како формирање на албански Бенелукс на Балканскиот полуостров. Jeste, pa to i rade, da. Да, Македонија, Kosovo, delovi na Pa evo, Južna to Edi Srbija. Rama govori. Da, Crna Gora. Ali vidite, Edi Rama govori sada otvoreno jedan deo onoga što oni hoće. On kaže da... Tija fazno go realizira to. Faza Po po fazama, pa faza. govorim, prvo unutrašnje granice, to je zamišljeno Velikoj Albaniji, to su granice prema Albaniji. Tija не е рекот велика или голема, тука е рекот природна. Prirodna, a meni je Или stano. Албанија натурале, Ali како ono što on, нарекува тие. ono što govori Edi Rama je da ne postoji više granica između Kosova i Albanije, kako oni kažu, odnosno između Srbije i Albanije, i da će se ujediniti Kosovo i Albanija. Da to nije plan B, već da oni rade na tome. Šta nije rekao? Nije rekao da će se ujediniti deo Makedonije s Albanijom, to će reći možda za godinu dana ili dve. Dakle, taj bumerang se vraća i Makedoniji i Zajev je doveden tu, ne da bi sprečio realizaciju tih planova, Туку да биде катализатор на тие планови. da omogući da se realizuju. Да се забрзаат. Sa što manje protivljenja od strane onog dela makedonske javnosti koji uočava tu opasnost i želi da spreči rasturanje sopstvene države. Присуство на армија на Република Албанија на територија на Косово, дали вие го третирате како дел на реализација на тој проект за формирање на Голема Албанија? Od ukidanja granica
između takozvanog Kosova i Albanije, pa nadalje, sve je to projekat Velike Albanije. Treba da vas podsjetim da je albanski premijer rekao da se albanska politika pravi u Tirani i da važi za sve Albance, gde god oni žive. Da, imavме Тиренска платформа в Република Македонија. Oni čak ne pokušavaju ni da sakriju odakle je to. Dakle, kažu, svi Albanci, politički centar svih Albanaca je Tirana Матична држава. i važi za sve. Dakle, pazite, Edi Rama nije rekao ukidam granice između Albanije i Kosova. Bez obzira što mi ne priznajemo Kosovo kao državu, nemoguće. Ali ne, on je rekao gde god žive Albanci. Ja ukidam granice između Albanaca. Albanci žive u Severnoj Makedoniji, žive u Crnoj Gori, žive delom u Srbiji i žive u Grčkoj. Да предпоставиме дека може да се случи нешто на територија на Северно Косово. Тамо е прашањето на оној универзитет. Властите во Приштина сакаат тој универзитет да го вратат под владење на Република Косово. Може нешто да се очекува, би требало да бидеме наивни да не очекуваме дека нешто ќе се случи на Северно Косово. Што во ситуација ако дојде до немири тамо и војска на Република Албанија интервенира? Дали то Србија ќе отретира како мешање во внатрешни работи на Република Србија? Vojska Albanije ne bi smela da na bilo... Тоа е веќе членка на НАТО, видите. Кога се они присутни на територија на Косово, како припадници на армија на Република Македонија, тоа значи дека војска на НАТО веќе е присутна на територија која не е под нејзино владење. Za nas je kriterijum rezolucija 1244, koja je važeća i koja je još uvek tu. I naravno KFOR koji je jedina priznata sila. Mi samo sa njima komuniciramo i ne možemo komuniciramo ni sa kim drugim. Da ne ulazim u detalje jer... Колку војници албански војска на Република Албанија има на Косово според ваши разузнавачки податоци? To je već potpuno drugo pitanje. Nije bitno. Jedan. Dovoljen je jedan da mi to smatramo ulaskom na našu teritoriju i grubim kršenjem rezolucije 1244. Da kažem, ne ulazim u detalje jer ako ministar odbrane Srbije sada bude rekao nešto... A mi imate podatoci, vjerojatno. Poveke od jedene sigurno. Ne treba govoriti više nego što treba govoriti. Samo ću reći jednu stvar. Predsjednik Republike Srbije, vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je bio više nego jasan. Niko neće proterivati i ubijati srpski narod na Kosovu i Metohiji. Niko. To i вие го кажавте. Naravno. To znači дека Олуја број 2 на протерување на Србија од Хрватска To nije moguće. или од крајина во Хрватска нема да се случи. To nije значи дека по секоја цена, па дури со војни средства, ќе обраните Ja Северно sam bio Косово. vrlo precizan i vrlo jasan i to je sve što imam da kažem. Niko neće proterivati srpski narod. Има ли нова војна? Da li će biti rat? Da. Neće biti rat. Što bi bilo rat? Па, Između koga? Па ги има сите елементи да има војна. Например, една од опциите да има нова Олуја во Северно Косово, односно Олуја тоа ќе се случи 95-та година, кај што србите беа протерани од Хрватска. Дали србите ќе бидат протерани од Северно Косово или другите енклави на Косово? Koliko ja znam i koliko smo svi vidjeli na televiziji i u medijima, Srbija je jasno rekla da neće dozvoliti nikakvu novu Oluju. Znači, nikakvog novog etničkog čišćenja na Kosovu Srba neće biti. Тоа го кажа Вучич. Da, Дека нема да дозволи нова Олуја. da, Тоа е ставот на српската држава. da, tako je. Меѓутоа има хрватски инструктори во Косово и во Приштина. Super, nek bude. I šta će time da uradi? По-добро тие хрватски инструктори велат дека ќе им го пренеса знаењето на косовските генерали и новата косовска армија како да расчистат со Северно Косово. Kosovska armija u odnosu na srpsku oružanu silu je minorna. Znači, kosovska vojska je inferiorna u odnosu na srpsku vojsku, ako ćemo o tome govoriti. Ali mi ne mislimo da intervenišemo na Kosovu sa našom vojskom. Ima drugih stvari. Ima drugi način. Во кондиција ли е армијата на Република Србија да исполни таа задача? Бидејќи ви имате да изјави дека Србија ќе има нови 14 авиони МиГ-29 и дека ќе набави нови 16 хеликоптери. Тоа ја прави веќе српската армија доста респектабилна на Балканскиот полуостров. Srpska država je uređena i organizovana država i ima respektabilnu i snažnu armiju, mnogo jaču nego što smo imali 2012. godine kada je predsjednik Vučić postao ministar odbrane. Vojska Srbije je spremna da ispuni svako naređenje svog vrhovnog komandanta. Вие во интервју за Пинк давате дека тоа ќе бидат авиони МиГ-29, дека ќе имате Ми-17, па ќе имате 4 хеликоптери Ми-35, доека Airbus треба да ви досте 9 хеликоптери Х-145. Тоа веќе е на некој начин респектабилна армија. Jeste. Многу посилни од хрватската армија. Srpska vojska je uvijek bila respektabilna. Што ќе се случува во регионот, господин министре? Имам чувство дека ова 2019 година ќе е доста тензична година. Дека е година кога ќе се решават крупни прашања. Еве Македонија го реши прашањето со Грција, го смени минато Северна Македонија, наред е веројатно Србија. Има опасност дека Србија ќе биде единствена земја која ќе биде обкружена со НАТО, дека веќе ќе биде единствена држава на Балканот која нема да биде членка на НАТО. Дали е тоа дел на стратегијата и како Србија ќе реагира
ako Republika Srpska во ранкина Босна и Херцеговина стане членка на НАТО? Vidite, Srbija je izabrala da bude vojno neutralna. To je naše temeljno opredeljenje i dokle god je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dokle god sam ja ministar odbrane, mi ćemo biti vojno neutralni. I nećemo biti članovi NATO pakta, makar bili poslednja zemlja u Evropi koja nije članica NATO pakta. Mi smo izabrali da budemo neutralni. I zato kada nabrajate sve ova sredstva koja nabavljamo za potrebe naše vojske, za jačanje, razvijanje naše vojske, to je odgovor zašto to radimo. Mi smo vojno neutralni. Nama niko neće priskočiti u pomoć ako se ikada bilo šta bude desilo. Mi ćemo biti sami. Zato moramo da budemo spremni, naoružani, opremljeni, obučeni, da možemo sami da se branimo, da napad na Srbiju bude preskup, da nikom ne padne na pamet da tako nešto uradi. Pravo pitanje nije zašto se Srbija oprema. Mi moramo da se opremamo. Mi smo vojno neutralna zemlja. Moramo da budemo snažni jer smo sami. Zašto se opremaju oni koji su članovi najvećeg vojnog saveza? Šta će Hrvatskoj novo naoružanje? Šta će Crnoj Gori ili bilo kome drugom u okruženju novo naoružanje? Protiv koga? Protiv Srbije? Nemojte uopšte trošiti novac. Srbija nikoga neće napasti, nemamo ni jednu teritorijalnu pretenziju, nemamo potrebu da bilo koga napadnemo i na bilo koji način ugrozimo. Dakle, mi ćemo se i dalje jačati, i dalje ćemo se naoružavati, zato što hoćemo da budemo svoji na svome. Hoćemo da budemo sigurni i snažni tu gde jesmo. Nemamo namjeru da bilo koga napadamo i učinit ćemo skoro sve da sačuvamo mir na Balkanu. Zoran Zaev vam nije potreban zbog srpske opozicije ili vam nije toliko potreban zbog srpske opozicije. Zoran Zaev vam je potreban zbog albanskog faktora. Vi mora, ako hoćete da imate makedonski scenariju, da imate uključenje albanskog faktora. Zoran Zaev vam je spona sa Ramušom Haradinajom. Tako je. Zbog toga vam treba Zoran Zaev. I vi ste imali... Opoziciji treba. Da, zbog toga Zoran Zaev treba srpskoj opoziciji. I vi ste imali jedan obit kada je bio onaj dron na stadionu JNA. Malo je falilo da bude nemira u Srbiji. Malo je falilo da to nezadovoljstvo se prelije na belgradskim ulicama. I malo je falilo pre 3 ili 4 godina da Aleksandar Vučić bude svrgnan s vlasti, onda je bio Toma Nikolić, predsjednik Srbije, zbog tog drona. Vidite, to je bila provokacija par excellence. Zname ili zastava Velike Albanije vam je prolazila kad je taj fudbalski natpor ili tu fudbalsku utakmicu između Srbije i Albanije. To je samo ovoliko falilo. Zoran Zaev vama treba da ubaci albanski faktor u makedonski scenarij u Srbiji i to radi on odlično. Вас ви е забрането да влезете у Хрватска и на територијата на Косово. Дали вас ве доживот кај еден јастребите на српската политика и зошто, например, на министер за одбрана би му било забрането да влези на територија на земја членка на НАТО или на територија кај што има припадници на КВОР? Зошто на Александар Вулин му е забрането да влегува? Кои би биле вашите мисии кога одите на Косово или кои у Хрватска, кои би биле безбедносно оцените дека не треба да бидат дозволени? Ne bi nijedna bila bezbednostno problematična, ali istina koju ja govorim boli. Znate, Mislite дека поради вербални meni je zabranjeno da odem u Jasenovac. Meni je zabranjeno da odem da se poklonim senima 100.000 zaklanih, ubijenih Srba, Jevreja i Roma. Ние мислите дека е прифатливо министар за одбрана на соседна држава да оди да се поклони по Јасеновац, ако тоа хрватските власти не го сакат, дали тоа не би го доживеле вие, кој би било обратно ко провокација за Република Србија? Pa znate, kada bi Hrvatska država se odnosila prema ustaškom genocidu, kao svaka druga antifašistička zemlja na svetu, tog problema mi ne bismo imali. Mi imamo suštinski problem. Ja smatram da su Ustaše počinili genocid, a dobar deo hrvatske vlade i hrvatskog društva smatra da ne da nije bio genocid, nego da je ustaška politika bila ispravna i da je proterivanje i ubijanje Srba nešto što je dobro i što treba nastaviti raditi. И е многу чудно, например, дел од тие фантом авиони што завршуваат на територијата на Хрватска се преку Израел. Подоцна имаше одредено извинување, па нели изјави на израелската страна. Значи Хрватска, која вие нели обвинувате за Јасеновац, за тој геноцид на усташите и така натаму, кај што голем дел од евреите завршува во тој логор во Јасеновац, не само Срби, доби дел од авионите фантом преку државата Израел. Koliko vidim nije dobila, ali nije to važno. Имаше најава, па имаше деманти, па пак најава. Ja ću govoriti istinu, takvu kakva ona jeste. U Jasenovcu, u Jadovnu, u svim onim bezbrojnim jamama, Srbi, Jevreji i Romi su ubijani na najstrašnije zverske načine. Ja ne mogu tu istinu da prećutim. Hrvatskoj državi to smeta. Oni su navikli da imaju Srbe koji ćute, da imaju Srbe koji ne govore istinu, da imaju Srbe koji se izvinjavaju, da imaju Srbe koji zbog dobrosusedskih odnosa nećemo govoriti istinu. Ma istinu morate da govorite uvek, koliko god da vas košta. Ja sam prvi rekao da Alojzije Stepinac ne može da bude svetac. Kakav svetac vikar ustaške vojske? Pa ne može na nebo i zaklana jasenovačka deca i onaj ko je blagosiljao njihovo klanje. Ne može.
Вие гледате, имате со барем 3 држави соседни сериозни проблеми. Имате со Македонија, која винувате дека е нова Будимпешта, дека преку Скопје има одредени активности за дестабилизација на Србија. Имате проблем со Косово, добро, тоа не е соседна држава, тоа е составен дел, вие така го третирате. Имате проблем со Босна и Херцеговина, околу Република Српска, имате проблем со Република Хрватска. Некој сака да ја направи Србија повторно страшило на Балканот. Нели тоа што се говори во куларите, србите се мали руси. И дека поради тоа дека сте вие мали руси, треба да бидете дополнително раздробени и дисциплинирани. Јас сам Србин. Нисам ни мали Рус, ни велики Рус, јас сам Србин. I ponosan sam, naravno, na svoj narod, ponosan sam na svoje poreklo. Ja sam iz Republike Srpske, inače. I moja porodica je došla iz Republike Srpske u Srbiju. Gospodin Dučić je so poteklo od Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina. Da, Dučić je Hercegovac, ja sam Krajišnik, to je ispod jedne planine Manjača. Znači Bosanci vladajat. Bosanci vladajat. Ne Bosanci, ne, nikako Bosanci. Srbi od Bosna. Srbi koji su došli iz Bosne, ne, na prvom mestu Srbi. Се волите ли Република Српска, бидејќи тоа е притисокот, Република Српска да изгуби условно речено некој држава отворен статус во рамки на Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина да биде унитарна држава, да се поправи грешката на Дејтон. Дека грешката на Дејтон е дека се дозволило врз геноцид да биде формирана одредена Република Српска. Тоа е суштината. Иначе ако видиме кои се трите невралгични точки, тоа е Северно Косово, тоа беше Република Македонија или Северна Македонија како што е денес, и тоа е Република Српска. Ке има ли дополнителен притисок врз Србија да се откаже и од Косово, да се откаже од Република Српска? И како тоа Србија ќе го издржи? Uvek postoje pritisci, ali čovjek koji odlučuje, Aleksandar Vučić nije čovjek koji dobro reaguje na pritiske. On se pritiscima suprotstavlja i ne možete vršiti pritiske na njega. Bio je vrlo jasan. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma. Dejtonski sporazum ne može da bude promenjen bez saglasnosti svih. Dakle, Dejtonski sporazum neće biti promenjen. Republika Srpska će sačuvati sve svoje. За да биде сменет или променет Дејтонски споразум или договор, треба да биде сменета власта во Србија. Така да разберам. Не може другаче. Бидејќи некој сака да го смени Дејтонскиот договор, некој сака да смени власта во Србија. Тоа што се прави сега е да биде сменета власта во Србија. Тоа значи дека вас ве чека еден нов бран на шарени, обоени револуции, отпори или што некако ne bi nam bilo prvi put. I kada govorim o novoj Budimpešti, upravo mislim na to. Jeste vi postavili premijerka koja je od LGBT zajednice? Jeste vi otvorili pregovore oko Kosova? Jeste vi prihvatili sve standarde međunarodne zajednice? Jeste vi dozvolili strane medijume da budu otvorene u Srbiji? Vi ste prihvatili sve. Jel vi imate perfektnu saradnju sa međunarodnom zajednicom? Nevladine organizacije, sve. Vi imate sve. Vi imate samo nerešeno kosovsko pitanje. Vi nemate Republika Srpska. Vi nemate jasno definiranu granicu. Gde vam je granica? Jel granica od Severne Mitrovice? Jel granica na granicu između Srbije i Albanije? Vi nemate definiranu granicu. Vi ste nefunkcionalna država, jer nemate definiranu granicu. I sad je ovde bitka u Beogradu, ko će jeftinije prodati Kosovo? Ovi su kandidati da jeftinije prodaju Kosovo. Ne, da vam kažem nešto. Izvinjam. Ima greška. Da, vidite. Ovdje nije reč o prodaji u ovom trenutku. Vidite, vi nemate kontrolu na Kosovo u ovom trenutku, recimo. I sad je tu pitanje kako da realizujete na najbolji mogući način ono što je Dobrica Ćosić govorio, da se napravi kompromis između istorijskog i biološkog prava. To je Dobrica Ćosić govorio pre 20 godina i vi sad dolazite u fazu kad to morate da rešite. Pre skoro 40 godina. Da. Znači vi to morate da rešite. Vidite, šta se desilo kod nas? Može se povrati potpuna kontrola na Kosovu kao što je sve makedonske vlasti su pregovarali oko imena. Došla je ova vlada koja je napravila najgori dogovor oko imena. Znači, koja je zapravo kapitulirala. To i jeste ideja. Da dobijete vladu koja će da kapitulira. Koja će da kapitulira. To je suština svega ovoga. Суштината на тој руски проект за одредена база или ремонтен центар во Ниш. Значи нема американски дипломат кој дошол на Балканот или кој дошол во Србија, кој го нема отворено прашањето на тој руски центар во Ниш. Што е суштината? Вие сте министар за одбрана, сте учествувале во многу преговори околу тоа прашање. Што е суштината? Тоа е руска база на територијата на Србија? Или стано збор за нешто друго? Zaboravili ste da kažete kako se zove taj centar. Zove se Rusko-Srpski humanitarni centar. Nema nikakvih vojnih aktivnosti. Ja sam zahvalan osobi Rusko-Srpskog humanitarnog centra na velikom pomoć koju su nam pružili prilikom poplava u Obrenovcu i čitavoj Srbiji u tom periodu. To je dakle humanitarna postaja i ne bavi se ničim drugim. Што ќе се случи според вас? Трет пат ви поставам прашање. Регионот има едно 7-8 невралгични точки. Македонија е една од тие невралгични точки. Ali se veštački pravi ta neuralgična tačka. I to veštачко што се прави, како може да заврши, господин Шешен? Može da završi čvršćim dolaskom
Rusije na Balkan. To vjerojatno ќе počekаме малку. Ако не се случи тоа брзо, што може да очекува регионот? Ja računam da će doći do sporazuma između Rusije i Amerike oko podeli interesnih sfera. На Балканот. Da, i da je to za nas najveća šansa. Da se nađemo u ruskom zagrljaju. Kako bi bila podeljena ta interesna sfera? Pa ja mislim pravoslavne zemlje. Nisam siguran 100% za Rumuniju, ali za Srbiju, Makedoniju i Bugarsku da bi to bila ruska zona uticaja. Што најави дека таму ќе бидат ремонтирани некои руски хеликоптери, дека тоа ќе биде претворено во центар кај што ќе се врти, кај што ќе се врши ремонт на одредени руски воени средства. Има ли најава тој центар реално да се претвори во руска база на територија на Србија? Дел од српските политичари и политичка елита insistira на руска база или во Ниш или на Копавник. Има ли размислување ке Србија? Dakle, mi smo vojno neutralna zemlja, neće u Srbiji biti ni ruskih ni američkih baza. Jednostavno neće. Mi već imamo jednu bazu, to je Bonstil, na prostoru Kosova i Metohije. To je baza koju imaju Sjedinjene države na našem prostoru. To je jedina vojna baza koja postoji na našim prostorima i drugi neće biti. Тоа што се случува, например, у Македонија или се случуваше изминатите неколку години, случуваше во Србија, се случува во Грузија, во Украина, било како. To je arapsko proleće, to je taj crni novac, recimo to je taj novac koji u stvari samo te obavještajne službe koji imaju svoje para jedinice u podzemlju, koji u stvari omogućava da taj novac uopšte ne zna se ko zna se, recimo primjer radi u Afganistanu, kad su 2001. kad su došli Amerikanci i strane trupe, bilo je zasađena opijuma na 18.000 hektara. Sada je 241.000 hektara. Znači od 18 na 241.000. Znači to je zadnjih 18 Znači to не е 10 пати, то значи едно 50 пати повеќе. Znači to je u stvari da su oni shvatili da se preko opojnih droga se stvara jedna mogućnost munjevitog sticanja novca. Господине министар, видите, од кога таа база Бонстил е отворена на територија на Косово, ние имаме војна во Македонија 2001, па имаме диво населје 2015 година, повторно терористи од Косово доаѓаат на територија на Република Македонија. Во изминатите 15 или 20 години не сме прочитали дека 1 кило хероин е запленато на територија на Косово. Значи, е зголемена од 6 до 8 пати трговијата и присуството на хероин на територијата на Косово. Ние имаме база која се нарекува Бонстил. Која е улогата на таа база Бонстил на територијата на Косово? Ja ne mogu da pravim paralele između Bonstila i trgovine heroinom, to nije nešto što ja mogu da na bilo koji način potvrdim ili da kažem, ali ono što mogu da kažem to je da prostorom Kosova i Metohije vladaju narkokarteli, vladaju narkoklanovi. Albanska mafija je, kao što znate, najmoćnija mafija u Evropi koja se bavi distribucijom narkotika. I to je nešto što zna čitava Evropa. To naravno sve kreće sa prostora Kosova i Metohije, to naravno kreće sa prostora Albanije, ali prvenstveno sa prostora Kosova i Metohije. Dakle, više je nego jasno da to svi znaju i da to iz nekog njima poznatog razloga ne sprečavaju. Zašto se tako odnose prema sebi i svojoj deci? Jer taj heroin truje njihovu decu. Taj heroin ubija decu i u Londonu i u Parizu. Zašto to dopuštaju? To je pitanje za te zemlje, a mi ćemo se uvek boriti protiv narkotrafikinga. I volio bih samo da ne zaboravimo jednu rečenicu, pošto ste govorili da ja navodno imam sukob sa zemljama u okruženju. Nemam nikakav sukob. Kao što ste primetili, niko nikada nije demantovao ni jednu reč od onoga što sam ja rekao. Nikada. Ja govorim istinu. A istina, kao što vidite, veoma boli. Ja ću uvek govoriti istinu, bez obzira koliko to mene lično koštalo. A moram da postavim nekoliko pitanja. Ne mogu da zaboravim da su Aleksandra Vučića pokušali da ubiju u Srebrenici. Jeste primetili da niko ne govori o tome? Ali imamo nekog odgovornog za to. Ceo svet je bio tu. Sve kamere ovog sveta su bile tu. Je li neko odgovoran za to? Pa niko nije odgovoran za to. Kao da se nije ni desilo. Nemamo ni najblaži odgovor. Pa ne možemo da dopustimo da se takve stvari dešavaju, a da nema reakcije na to. Pa mora da bude reakcija. I moramo da postavljamo vrlo ozbiljna pitanja. Ja bih voleo da imamo i bolje odnose sa Severnom Makedonijom. Severna Makedonija je jasno rekla ko su njeni prijatelji, da smatra da je Albanija njen najbolji prijatelj. To je suvereno pravo vaše vlasti. Vi ste odlučili da je Albanija vaš najbolji prijatelj i to mi nemamo šta da dodamo po tom pitanju. Ono što ja želim da kažem i da iskoristim priliku i ovdje da se obratim i zaista vrlo poštovanom makedonskom narodu i makedonskoj državi, da kažem da nemojte nikad zaboraviti da je Srbija i srpski narod jedine države u vašem okruženju i narod u vašem okruženju koji nikada nije sporio postojanje makedonskog naroda, koji nikad nije sporio pravo makedonskog naroda da ima svoju državu i koji nikada nije pomislio
da promeni granice prema Makedoniji, da uzme jedan jedini centimetar makedonske države. To je ono što smo mi pokazali svojim životom, a kako se prema nama odnose i da li se to ceni, to je drugo pitanje. Na kraj se smirite su makedonski narod. Pa ja mislim da su pred Makedonijom nova iskušenja i da je makedonski narod shvatio šta su mu namenile zapadne sile. I on se zbog toga buni. Desila se jedna vrsta puča u Makedoniji, koja je izvedena kriminalnim radnjama. Na glasanju u makedonskom parlamentu o promjeni državnog naziva kupovani su glasovi opozicione stranke VMRO. Milioni evra su dati. I to je izglasano na nelegalan način, kriminalnim radnjama. Volja makedonskog naroda prema mojim saznanjima je sasvim drugačija. Makedonski narod neće dozvoliti nikakva poniženja. I ja mislim da će se on izboriti za nove vanredne izbore. Ето, господин Шешек, ние, например, во историјата имаме гледано како се менуваат државни граници. Има војна, некоја добива, некоја губи војната и се менуваат државни граници. Сега имаме прв пат да гледаме како се менува име на една држава. Нема војна, има хибридна војна на 4 години. Može neka država da promijeni ime, ali svojom voljom. Na primjer, Gonja Volta je promijenila Burkina Faso. Gonja Volta je bio strani kolonijalni naziv, a Burkina Faso domaći. Takvih slučaja bilo. Kongo je promijenio u Zair, a to nije nametnuto s polja. Kad se s polja nameće državni naziv, onda je to uvreda za naciju. Милован Дрецун пред 7 дена има одредена изјава на една српска телевизија дека пред да стане премиер, Зоран Заев бара поддршка на Александар Вучич во собрување на Никола Груевски. Значи Милован Дрецун, тоа не е случаен човек, тој е, мислам, председател на Собраниската комисија за одбрана. За Косово и Метохија. За Косово и Метохија. Меѓутоа, човек кој има многу информации и располага со многу информации. Тој вели дека пред 2 години Зоран Заев бара поддршка од Александар Вучич во собрување Никола Груевски. Не е добива таа поддршка и дека од тога Зоран Заев ја менува својата политика во Александар Вучич. Ви сте едно од најблиските соработници на Александар Вучич, може да одговорите и не мора да одговорите, дали Зоран Заев барал поддршка на Александар Вучич во собрување на Никола Груевски. Александар Вучич се као државник, као председник Републike Srbije, kao predsjednik vlade Republike Srbije, kao ministar odbrane Republike Srbije nikada nije mešao u bilo kakve unutrašnje odnose naših susjeda i neće se mešati. To je njegova principijalna pozicija za koju znam šta misli i uostalom vidite kako se ponaša i kako radi. On je Александар Вучич. Дали преку Зоран Заев дел од српската стока, дел од српската стока или српските производи кои не можат сега да влезат на Косово, бидејќи треба да се плати царина од 100%. Има нели информација дека меѓу 70 и 100 камиони, транспортери секој ден со поддршка на Заев и Нехариденај, со српски производи, влегуваат на територијата на Косово. Имате сигурно имате како министар за одбрана такви информации. Не бавимо се шверцом, немојте то. Не шверцом, него па то би био шверц. Откривање на шверц. Дали имате такви безбедности? Mi se ne bavimo time. Ne bavimo se time na bilo koji način. Država Srbija to nikada ne bi radila. Za nas su takse veliki problem. Не само из економскog razloga. Српски производи влегуваат на Косово. Не само. Има начин како влегуваат. Тоа може да влегуваат или преку Македонија или преку Црна Гора. Се смета дека преку Македонија влегуваат. Vrlo sam predzam, mi ni na koji način država Srbija se ne bavi švercom. Za nas je politika taksi neprihvatljiva. Za nas je apsolutno neprihvatljivo ovo što se dešava na prostoru Kosova i Metohije. To je grubo kršenje CEFTA sporazuma i nemojte se govoriti, to nije samo protiv Srbije, to je protiv Bosne i Hercegovine. Ni proizvodi iz Bosne i Hercegovine ne mogu da dođu. Kao što vidite, nije to usmereno samo prema Srbiji, nego to je stav ponašanja. To izgleda da god su Srbi, pa makar bili i deo neke druge države, i oni su problem.
Имате она бела книга. Бела книга за криминал направена на Косово 99 година претходно. Дел на таа бела книга се најголем дел од сегашното раководство на косовската држава, кој вие не ја признавате. Меѓутоа, тие се дел на таа бела книга. Какво е чувството да преговарате со Хашим Тачи, со Рамош Хариденај, против кого имате покренато меѓународни потерници? Рамош Хариденај врз база на таа ваша меѓународна потерница беше уапсен во Франција. Мислам дека и Агим Чеко, мислам дека и против Хашим Тачи имате таква. Какво е чувството против луѓето кои правеле злостори, како што вие тврдите, кон српскиот народ, вие да преговарате околу еднината на Косово? Дали на тој начин не легализирате таков модел на решавање на политички проблеми на Балканот? To je jedna od najtežih stvari u mom životu. Sedeti preko puta sa ljudima za koje znate da su zločinci, za koje znate da mrze vaš narod, za koji su neki znate i da su ubice, kao na primjer Ramuš Haradinaj ili Rustem Beriša, koji je takozvani ministar odbrane u vladi Kosova, koji je pravosnažno osuđen za ubistvo 5 naših vojnika. Dakle, to je jedna od najtežih stvari koje možete doživjeti u životu. Vi znate da sedite sa zločincima, vi znate da sedite sa ljudima koji iskreno mrze vaš narod i koji su činili velika zla vašem narodu. I činili zla ljudima, ne samo mom narodu. Nemojte zaboraviti, oni su ubijali i Albance koji nisu bili, koji nisu podržavali ovog. Dakle, sedite sa zločincima. Ali, jel ja imam mogućnost da sedim sa nekim drugim? Jel postoji tamo neko drugi ko može da govori u ime Šiptara? Kada Šiptari mislim na Kosovo i Metohiju. Albancите, nije spred našите zakoni. Da govorim eksplicitno, kada su Albanci su u Albaniji, a Šiptari žive na Kosovu. Tako da vrlo precizno govorim s kim pregovaram. Dakle, ima li nekoga ko može da govori ime Šiptara iz Prištine osim tih ljudi? Nema. Ja zbog Srba moram da razgovaram sa tim ljudima. To nije moj izbor, to je moranje. To je jednostavno tako. I vi to morate da uradite. Teško je. Jedna od najtežih stvari koje možete da uradite u životu, ali vi to morate da uradite iz odgovornosti prema svom narodu. Ja moram da budem odgovoran prema Srbima. Aleksandar Vučić je odgovoran na prvom mestu prema Srbima. Mi ne možemo, najlakše bi bilo da se pravimo to ne postoji. Kažemo, ne, to za nas ne postoji, to ne, jednostavno nećemo. Pa da, šta će biti sa Srbima? Kako da im pomognemo tih Srbima u Gračanici? Kako da pomognem Srbima u Velikoj Hoči, u Orahovcu? Kako da pomognem Srbima u Štrpcu? Kako? Kako ako ne pregovaram? Moram da pregovaram. Teška stvar, jedna od najtežih stvari u životu, ali moram. Crna Gora i Makedonija su trebali po kratkom postupku da uđu u NATO za da dođe pritisak na Srbiju. Jeste, tako je. I ako padne Republika Srpska, tako je. Vi ćete biti jedina država u regionu koja ne je članica NATO-a. Onda će biti da je Srbija problem. Jer ne mogu svi da budu članice NATO-a. Tog divnog saveza, a mi smo kao protiv. A već sada je. Onda ste vi crna ovca. Onda sa vama nešto nije u redu, a ne sa ostalim državama koje su već članice NATO-a. Međutim, to što propuštate kad su u pitanju ovi protesti, tamo ne treba da ima reakcije države. Da treba da se pokaže da je država slaba. Ako država reagira, onda je represivna. Ako država ne reagira, onda svi ovi se ohrabre. Sve ove demonstrante su ohrabre. Onda država je nefunkcionalna. I to vam je najveća opasnost. U Makedoniju država nije reagirala 2 ili 3 godine i onda jedan po jedan broj ovih protestanata postaje sve veći. To postaje moda. To postaje fancy. Sve veći broj ljudi... Ovdje ima neki drugi fenomen, kolega Eftov. Ovdje ima drugi fenomen, ovdje protesti postaju sve manji. Da, pitaću vas za godinu dana. Gospodin Vučić, to Srđa Popović definiše. Šta i da uradite, to ne valja. Ako pipnete, ne valja. Bez nasilja. Ako ne pipnete, opet ne valja. Ako vi vidite intervjue koje je dao gospodin Srđa Popović, onda kaže da oni naprave takvu situaciju da šta god vi da uradite, znači šta god da vi uradite imate lošu situaciju. Vidite дека решение на косовското прашање е разграничување на Косово. Тоа значи цртање на нови граници. Дали Србија е подготвена да влезе во процес на цртање на нови граници? И како вие би го дефинирале тој термин разграничување на Косово? Добрица Чосич велеше дека треба да се најде компромис помеѓу историското и биолошкото право. Историското право кое е на страна на Србија и биолошкото право кое е на страна на албанците или на Косово. Како Србија ќе го направи тој компромис помеѓу историското и биолошкото право? To je sad, znate, suviše rano govoriti o tome. Ja sam rekao da je to moj stav. I ovo što govorim nije stav Vlade Republike Srbije, nije to zvanična pregovaračka pozicija, ovo je moj stav i kao predsjednika Pokreta socijalista koji je koalicioni partner Srpske napredne stranke i kao ministar odbrane. Da, vi imate težina, бидејќи давате се како министар за одбрана. Ви велите компромисно решение.
Тоа значи дека треба да произлези како процес на преговори. Бидејќи ниту едни преговори не завршуваат без компромисно решение. Компромисно решение за Косово е разграничување. Јас тоа го толкувам како поделба на Косово. Моje mišljenje je da Srbi i Albanci treba da se razdvoje. Da je to jedini način da zaustavimo širenje Velike Albanije. Velika Albanija, kao što slušate izjave zvaničnika Prištine, oni pričaju o Nišu. Vi ste mogli da čujete Kadrija Veseljija koji kaže stići ćemo u Niš. Vi ste mogli da slušate Ramuša Haradinaja koji kaže ja ću ponovo ići u šumu, on će ponovo da se bori i tako dalje. Dakle, stalo zvetsko oružje. Jedini način da imamo mir za čitav Balkan jeste zaustaviti širenje Velike Albanije. Jeste napraviti granicu koja će biti branjena i čuvana. Dokle god je ovako, vi stalno imate mogućnost incidenta. Vi stalno imate mogućnost pravljenja sukoba, izmišljanja sukoba. Što Šiptari u Prištini rade? Само да мораме македонци според нашиот закон, тие се албанци, значи мораме да ги нарекуваме албанци, бидејќи би подпаднале под некоја ви мене преведите како сте рекли, ви казнана политика на нашата агенција за медиум, значи ние ги нарекуваме албанци. Ви преведите како албанци. Dakle, морам да интервенирам. Ви преведите, to je vaš stav. Dakle, koji je način? Kako mi možemo da garantujemo mir? Pa samo tako što ćemo imati čvrsto čuvane granice. Мислите дека поделбата на Косово е гарант на мир на Балканот? Jeste. Ja verujem da jeste. Дека тој е влез во процес на нови граници на Балканот. Бидејќи кога еднаш повторно ќе биде тој принцип прекршен дека нема да има менливост на граници, а еднаш е веќе прекршен бидејќи Бадентеровата комисија рече дека процесот на распад на Југославија е дисолуција и не треба да бидат менувани граници, се променети со Република Косово. Ако сега уште еднаш нели се влези во прекршување на тој принцип, тоа значи дека ќе имаме повторно нови граници на Балканскиот полуостров. Ја вас потpuno razumem, ali moram da vas pitam što ste ćutali 2008. godine? Što 2008. godine niste sve to govorili? Zašto Severna Makedonija 2008. godine nije rekla nikakva promjena granice na Balkanu, ne dolazi u obzir? Što Crna Gora ćutila 2008. godine? Što svi ćutali 2008. godine? Малце сте некоректни. Пазите, Република Македонија и Црна Гора, ама вас Америка, Франција, Велика Британија, и вие не можете да им се спротивставите нив, и сега ќе тренирате сила на Црна Гора и на Република Македонија. Ајде овако да кажем. Ништо не им рековте на американците, не преговараме, бидејќи принципот на менливост на граници го прекршите. Извинете, vrlo ste nekorektni. Koja sila je primijenjena prema Makedoniji? Pa vi imate 1244 rezolucija. Ajde ponovo. Koja sila je primijenjena prema Makedoniji? Pa povlečena je proterana ambasadorkата тогашна на Република Македонија. И не само Македонија. А не видовте како ги протеравте амбасадорите на Велика Британија, на Америка, на Франција, на Шпанија? Vi znate da ja vrlo otvoreno govorim prema... I nemojte Španiju, Španija nije priznala Kosovo. Зборам дека не сте... Ставили сте их, dakle, ставили сте. Dakle, molim. Да, поради Каталонија, Шпанија не го има признана Косово. Да, vi ste naši susedi. Da. Nas jako boli kada naši susedi ne razumeju Srbiju. Znate, kada izađe, recimo, ministar spoljnih poslova Crne Gore i kaže glasat ćemo za Kosovo u UNESCO-u u cilju stabilnosti na Balkanu. Znači, kad glasate protiv Srbije, to je dobro za Balkan. Не, господин Волин, кој ќе рече министер за надворешни работи на Црна Гора, ќе гласаме за Косово во УНЕСКО, тоа значи дека му се јавиле од Вашингтон и му рекле да гласа за Косово. Чекайте, а сте ви приметили да ми Ама проблемот не е у Подгорица, проблемот е у Вашингтон, имате проблем со Вашингтон, со Лондон, со Париз. Чекaj, vi hoćete meni da kažete, izvinite, ovo su vrlo ozbiljne stvari ste sad rekli. Da, sam mnogo seriozno Znači, vi kažete da su Makedonija, Severna Makedonija i Crna Gora sateliti koji nemaju spoljnu politiku. Туку се притиснате. Vi ste to rekli. Vi ste rekli, vi ste rekli, to im je rečeno. Рамош Харадина и самиот изјавува дека немат надворешна политика и дека спроведат тоа што ќе им кажат американците. Тоа е чинjenica. Треба да сме наивни да Значи помислиме дека американците не влијат на соседните држави. Значи ви далje smatrate da Severna Makedonija i Crna Gora nemaju spoljnu politiku. Јас тоа сум го кажал 50 пати. Vi ste mi to rekli. Ама не сум кажал 50 пати. Vi ste mi to rekli. Da. Znači, tako smatrate. Ja ne smatram. Ja smatram da su to samostalne zemlje koje donose svoje samostalne odluke. Izvinite. Svako od nas donosi svoje samostalne odluke. Za Kosovo je više nego jasno, odnosno vladu u Prištini, da ne donose samostalne svoje odluke. Vi imate 1244 rezolucije. I ta rezolucija je mrtva bukva na хартија. И се вие се фатили за Црна Гора и за Република Македонија и велите не водат самостојна политика. Ако водите вие самостојна политика, српска војска ќе беше на граница помеѓу Косово и помеѓу Албанија. Значи, таа резолуција 1244, која вие Србијата имате подпишано, самите не ја почитувате. Da se dogovorimo vi i ja. Vi ne komandujete srpskom vojskom, dobro? Znači, vi nećete, onda nemojte pomerati kako vi mislite. Mi ćemo odlučiti šta ćemo raditi sa srpskom vojskom. Та резолуција 1244, ви имавте обврска
Pa šteta što, pa baš mi je žao što... Ili do vojnici srpski da se vratat na Kosovo, niko još ne se vratija. Pa kao znate, rezolucija 1244 također govori o suverenitetu Srbije. Šteta što je niste priznali. Ne bi bilo loše da je Severna Makedonija i svi ostali nisu priznali. Pored ta rezolucija 1244, Makedonija graniči su današnja Srbija. I to graniči su Kosovo i to je realnost. I vi pregovarate su ta država, imate briselski sporazum, dogovori su ta država. Ne reč država. Vi se zalagate za razgraničuvanje. Nemojte koristiti sa reč država. Vi se zalagate za razgraničuvanje. Kad ste od mene čuli reč država? Pismo ima na Donald Trump do Hašim Tači do Aleksandar Vučić pred 3 mjeseci, kao što go ohrabrува da продолжи со процесот на наоѓање договор за разграничување. Je vama nešto novo i neobično da Amerika priznaje Kosovo? Što vi to ne znate? A dobro, zašto го признаje? Jeste vi šokirani? A zašto ga napravili? Pa napravili Што е суштината, да речеме, на тоа? Видите, цела американска политика да биде крената или покрената за едно Косово. Што е богатството или мокта на Косово? Може ли да претпоставите врз база на Не могу да претпоставим заšto to rade Sjedinjene države, zašto to radi bilo koja država, zašto to radi Makedonija? Ne razumem. Što je Severna Makedonija priznala Kosovo? Stvarno ne razumem. Koji je njihov interes? Nema interesa. Ali eto, takve stvari se radi, dešavaju. Ne mogu da govorim o drugim zemljama, ali mogu da govorim o Srbiji. I mislim da je za nas dragoceno da se razgraničimo. Da više nikada ne budemo ni u kakvoj vezi sa, evo, zbog vas. Albancita. Što kažete, evo vi kažete Albanci. Dakle, ja mislim da je to za nas dragoceno. Ja razumem vaš strah. Vi se plašite da će posle toga Albanci reći, pa dobro, ajde se razgraničimo i u Makedoniji. Da, to je princip. Zapadna Makedonija ili Rida, da, to je stravo. Slažem se. A dokle mislite da Srbija plaća za vas? Izvinite, jer mi imamo pravo da vodimo račun o svojim interesima. Naš interes se razgraničimo, a vaš interes nije. Borite se. Izborite se za to. Priznali ste cepanje Srbije. Nije vam bilo teško. Pa sad se borite da se to ne desi u Makedoniji. Mi želimo da se to ne desi. Mi želimo da ostanete jedinstveni, celoviti, želimo da vam pomognemo u tome. Vi ste rekli da je Albanija vaš najbolji prijatelj. Odlično. Onda nećete imati nikakvih problema. Pa sa prijateljima nema problema. Nemojte se bojite. Neće vam to uraditi Albanija. Pa to je vaš najbolji prijatelj. Pa rekli ste to. Dakle, jasno je da se to neće desiti. Pustite nas da odlučimo sami o sebi. Inače, ovo je moj stav, nije stav Vlade Republike Srbije, a moralo bi da se potvrdi od građana Srbije. Dakle, rano još govorite o tome. Ali samo govorim, evo hipotetički pričamo o tome. Vi ste najbolji prijatelj sa Albanijom. Albanija vam sigurno neće učiniti, neće vam uzeti nijedan deo vaše teritorije. Sigurno. Dakle, bezbedni ste. Pustite nas da se izborimo, da i mi budemo bezbedni. Mi hoćemo samo da budemo mirni. Samo hoćemo mir. Samo hoćemo da se ne plašimo da će stalno neko iz Prištine upasti na naš prostor. Ništa više. Mi samo hoćemo mir. I uradit ćemo za mir skoro sve. Dobro, кога ќе правите такви некои проспекции, разграничување, каде би била според вас таа линија на границата? Ќе дадете дел на српска територија, Прешево, Медвеđо, Бојановац, ќе се задоволите само со Северно Косово, тоа не е ни 5% од територијата на Косово. Би прифатили ли само за 5% да дозволите менливост на граници? Ja sam imao prilike da pregovaram u Briselu i znam da pregovarači nikad javno ne govore onome šta bi prihvatili, šta ne bi. Nemojte očekivati od mene budem tako loš pregovarač, pa da izađem i kažem odmah sa cijelim planom i šta je moja prva, šta je moja poslednja ponuda. Sačekajte da vidimo kako će to izgledati. И всушност, старите битки, сега ги гледаме само во нова форма. Тоа се случува денес на Балканскиот полуостров. Ovde ne pokušavam da minimiziram ni jedan narod. Ne pokušavam nikoga da uvredim. Želim sve narode da probudim. Sve, bilo koje vere, rase i veroispovesti. Ove zavere su protiv svih nas. Znači, ovde se ne radi o zaveri protiv jednog naroda. Ovde se radi o jednoj manipulativnoj grupi, koja ima za cilj kontrolu svih ljudi na teritoriji Balkana. I taj rasplet koji će se desiti, i ako počne da se dešava, na način na koji ja to vidim, jedna majka svima nama, odnosno njima, ili bilo kome drugom, ali razum ne može ovde da vlada. Nemoj da misliš da je na Balkanu ikad vladao razum. Onaj čovjek ko misli da na Balkanu može da vlada razum, on je stvarno bolestan čovjek. Има ли нова војна на Балканот? Сите овие работи, ферментирања кои сега се случуваат, може да завршат мирно, може да завршат со војна. Што ви очекувате, може ли да има нова војна на Балканот? Ako se bude pitala Srbija, nema rata. Dakle, što je do nas, mogu da govorim samo u ime Srbije, budite sigurni da neće biti nikakvog rata na Balkanu, da neće biti nikakvih sukoba, ja sam siguran. Što se Srbije tiče, učinit ćemo sve da bude mir i znam da je, gde god se Srbija pita, gde god se Aleksandar Vučić pita, bit će mir. Има ли војска на Србија на територија на Северно Косово? Не.
Mi bezuslovno poštujemo rezoluciju 1244, po rezoluciji 1244 za to bismo morali tražimo saglasnost KFOR-a, saglasnost Ujedinih nacija, naravno da nismo tako nešto tražili. Според некои војни аналитичари, не само господин Дрецон, туку господин Лазански велат, па не мора да биде тоа во форма на армија и на војска. Има мноштво на начини како Србија може да биде присутна на територија на Северно Косово. Присутна ли е на мноштво начини, креативни, на територија на Северно Vojska Косово? Srbije nije na Severnom Kosovu, nije na prostoru Kosova i Metohije kao takvom. Vojska Srbije poštuje rezoluciju 1244, poštuje Kumanovski sporazum. Mi se doslovno toga držimo. Uostalom, da to postoji, pa zar mislite, ceo svet ne bi već bio na nogama? Ако почитувате договора 1244, би треба да имате 1000 војници на Косово. Manje, 999. Ako baš hoćete, budete precizni, ali to bi moralo da bude odluka Saveta bezbednosti, nije naša odluka. Многу среќа, господине министре. Hvala. Барем два блока, а тоа е политичка анализа на тоа што ќе се случи во Република Македонија и одредена политичка анализа на реперкусиите на изборите во Турција и изборите во Турција врз европските избори за еден месец, не бе направени во оваа емисија. Тие две парчиња остана за наредната емисија. Јас веќе за наредната недела можеме да ви најавам нова одлична емисија. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си, се гледаме идната недела во 22 часот.